поддржано од болница Дериндере. Кога се разболува еден член на семејството, не боледува само тој, туку целото семејство почнува да пати. Сите работи добиваат поинаков тек. Се всадува стравот, неизвестноста. Тагата е секојдневна сопатничка. Мислите за најстрашното сечат како нож. Не можам тоа да ви го објаснам. Не знам како и таму се сруши веќе еден вид. Јас си мислев дека ќе останам без мајка и дека ќе нема мајка. Она на 20 март првиот пат се оперирал, на 20 јуни умре. Вториот пат беше за мене уште поголем шок, затоа што немав ни болката, ни маката со кого да ја поделам тука. Ми кажа дека мајка ми има тумор на левата каротина и на хипофизата. Тогаш малце се расплакав, но тетка ми кажа дека ќе бидеме силни и ќе го претрпиме ова што не се најде. Ова е приказна за една млада жена која со тумор се соочила на свој 28 години. Ова е приказна за мајка на 13 годишен син, чии очи биле оние кои прво сакала да ги види кога се разбудила од операцијата. Тијана Петревска, од Скопје, живеам во Лисиче, мажена, имам 35 години, мајка на 13 годишен син, пред 9 месеци оперирана од тумор на хипофизата, успешно. Ова е приказна за Тијана, чија судбина одлучила да ја стави на тестот наречен живот, соочувајќи ја со страшна болест. И како и секоја болест, прво доаѓаат симптомите и помислата ќе помине, ама не поминувала. Како дознав, првиот пат болки имаше во главата и по моје инсистирање е потерав да појди на лекар уствари. Отиде на лекар, закажа снимање, снимавме, отидовме по резултатите заедно со нејзе во градска болница. Ги земавме резултатите и таму излезе докторката и кажа, прво праша која е Тијана. Да рече јас сум, ме праша докторката што си ти, реков мајка. И тогаш ни ја кажа веста дека Тијана има тумор на хипофизата. И не можам тоа да ви го објаснам, не знам како и таму се сруши веќе еден вид, па ме дигна докторката, ме седна и ми објасна дека прво што ја прашав дали може нешто страшно, дали е карцином, како што. Прашањето беше дали јас ќе умрам, дали се умира од ова. Ми објасна докторката дека од ова не може да се умри, ќе одиме понатак. Одма прашав дали можам хируршки јас тоа да го отстранам, она ми рече да можеш, значи, ама може да се лекува и со таблети, само не ми текнува како се вика таблетите. Викам не, јас ќе се оперирам и во март месец веќе ми ја закажа операцијата и се оперирав. Хипофизата е жлезда која се наоѓа на базата на мозокот и како таква е одговорна за лачење на 6 хормони. Бенигните тумори на хипофизата се чести и се нарекуваат аденоми. За среќа, аденомите, кои предизвикуваат здравствени проблеми, се далеку поретки.
Хируршкото отстранување на истите е неопходно кога постои опасност од други компликации или пак ако пациентот не реагира добро на лековите. Знаејќи го се во ова, Тијана цврсто одлучила да се оперира. Јас бев многу психички стабилна и реков дека нема тоа сето да ме бутне како психички да паднам. Значи ќе се изборам и ќе одам напред во животот, имам зашто да се борам, значи кажав, детето ми е најпрвенствено, после тоа сето другото иде, значи си отидов на операција, значи најнормално, значи без никакви солзи, без никакво плачење, значи све се сместив, ме оперира, брзо станувам, значи не подклекнувам, не залегнувам, значи брзо станав, почнав да си се шетам, значи почнав све, идеа мајка ми, татко ми, како и секој нормални родители на посета, значи све што ми беше потребно, они ми беа тука. Значи се изборивме, они двајца беа тука, силата беше тука. И кога веќе мислеле дека е готова и се поминало, оперувањето тече како што треба, претрпениот стрес и стравот од смртта ќе донесе нова болка. Она на 20 март првиот пат се оперира, он на 20 јуни умре. И он беше, мислам, болен, беше срчев болесник, шејкераш. Не можеше тоа да го прифатит, он беше и врзан со неизе доста и за него беше тоа невидена работа. За жал, Тијана, освен физичката болка од операцијата, сега морала да се соочи и со болката од губењето на родителот. Факт што ќе ја турне во депресија и потреба од земање на антидепресиви. Но морало да се оди напред и цели 6 години после операцијата и нормалниот тек на активностите, без симптоми, без болки. Доаѓа ново соочување. Ништо немав, значи ни главоболки, ни хормонски пореметувања, ни со месечен циклус, значи све нормално. Мајка ми не си направила контрола, отидов и кога прочитав рецидив редуза со димензии, значи 21 на 24, значи памтам тоа све, ми беше јасно дека јас имам поново тумор, но овој пат беше исто на хипофизата, ама од левата страна со почетна деформација на левата каротида. Вториот пат беше за мене уште поголем шок, затоа што немав ни болката, ни маката со кого да ја поделам тука. Неочекувано, веќе детево ми беше големо, значи морав да му кажам. Ми кажа дека мајка ми има тумор на левата каротида и на хипофизата. И тогаш малце се расплакав. Мислев дека ќе останам без мајка и дека ќе нема мајка. Не ми беше страв ништо, значи искрена да бидам, само ми беше страв детето да не остане без мајка, значи, а другото ништо не ми беше страв. Иследувала операцијата, овој пат покомплицирана и подолга од првата, иако и двете се правени преку носната шуплина, без отварање на главата. Вториот пат, заради големината на туморот и отстранетото ткиво, морало да се земе материјал од бутот на ногата, за да се пополни празнината, со одветни пластични поддржувачи. Буквално насмејано отидов на операција, реков, значи, детето ми беше пред врата, нормално се гушнавме, се бацивме, излегов од операцијна сала насмејана, ги видов сите, значи отворив очи, видов мајка ми, ја видов сестра ми, го видов синот. Така што сите деца имаат мајка, тега јас имам. Мајка ми е многу храбра, работи во Тафталиче, во Кидго. Ние се претрпевме и се уште што треба ќе претрпиме. Но за жал, овде не е крајот. Сега нешто се води како рецидив, малку подоле од левата страна, значи кај што бил овој сега, малку една, ама сега е многу мал, може да се зголеми, значи да дојде и до друга. Значи ништо не можеме да кажеме све до наредната магнетна резонанса во мај месец, значи после 6 месеца, во мај месец, па ќе видиме, здравје Боже, тогашка што ќе каже тогашка магнетот. Како ќе излезе и што ќе излезе, па потом. Да. Значи сум спремна и на тоа дека ако треба да одам
нели, на понова операција. Одам, значи одма барам, одма, значи одам. Значи не се откажувам. Одам. После ова сознание и она што ја очекува Тијана, одлучува да ни напише порака. Болестите ја совладале, забите се искршиле, косата станала слаба, килограмите се таложеле. Тијана заради болеста не можела да работи. Физички комплетно се запоставила, но еден момент е пресуден за да ја побера нашата поддршка. Ми фрлува дека мајка ми дека имала гради заби и дека ја не во еден вид ја навредуваат за тоа нешто што е со забите. А јас знам дека немаме ние можности тоа да го направиме. Некоја пријателка да ми забите ти се расипани, кога ќе ги направиш, како, што, оно. Сака како мајка, викав здравје, ќе дојдат подобри времења, ќе се направи ти тоа, ама ко ми кажа дека се пријавила кај вас и ко ми кажа дека сте одбрале пред 2 дена, беше многу среќна, а и јас сум како мајка среќна. Ќе видиме на крајот дали ќе успееме. Па сега, ако се успеат, ако не, нека е здрава и жива. Тоа ми е најважно, па и каква да е, нека е здрава и жива. Мама е понекад нервозна, но понекад е многу добра и сладка. Јас повеќе приврзам со мама, одешто со татко ми. Јас се горедам со мојата мајка и сакам да изгледа нормално како секоја мајка на едно дете. Со убава коса, со убави можности да ги направи нејзините заби, да нема пропусти во нејзиниот живот и да се унапреди за некое повисоко работно место. После слушнатата приказна и жилбата на Тијана и незиното семејство, заминавме кај нив, одблизу да ги запознаеме. После краткиот разговор, време беше за една консултација, која треба да одлучи дали ќе го превземеме нивниот случај или не, дали Тијана може да биде наш учесник. Добро, вие ме чекате, значи вака сега. Ја слушнавме приказната, слушнавме Кико што ни кажа и мајка ти. Значи, ја слушнавме твојата жилба дека е поврзана нели со правење на забите. Меѓутоа, може би си гледала, може би не, она што ние го имаме нели како покровителство или партнерство е со една болница од Турција. И токму заради тоа на прво место ни е здравјето на сите наши учесници. Од она кое што ние можевме да го констатираме, од твојата приказна, од она што си го напишал и од самите фотографии, можевме да воучиме дека во суштина имате проблем и со зголемен број на килограми. Значи, може би кај тебе сето тоа е и заради операцијата, и заради пењето на апчиња и така натаму. Меѓутоа, исто така констатираме проблеми кај Кико. И сега вака, за да биде секако што треба, ние ќе ви понудиме една опција која што се нарекува личен тренер, нутриционист, кој што ќе ви го посвети вниманието максимално, за да можеме да се погрижиме и на таа страна, значи да ги намалиме килограмите, затоа што мислам дека тоа ќе придонесе многу повеќе и за добро чувство, меѓутоа и за подобро здравје, за тебе, меѓутоа и за Кико. Ако се согласувате, значи ние сега можеме да тргнеме веднаш, ќе одиме кај Ице, кој што ќе го запознаете, значи сега не ви кажувам, меѓутоа он е навистина врвен и спортист, и со освоени медали, меѓутоа и со голем број на успеси во намалување на килограми и кај деца и кај возрастни. Значи
ќе се консултираме со него, ќе ви направи, значи, буквално целиот скен и на телото, и на количина на масти и сето тоа, и ќе тргнеме со неговата програма. Значи, како ќе ги намалуваме килограмите, така, значи, ќе оди и другата процедура во однос на забите. Меѓутоа, мислам дека првенствено и од она кое што, значи, сите го констатиравме, е дека мораме да се посветиме на вашето здравје, првенствено, заради тоа што забите, да, се дел, нели, од здравјето, меѓутоа многу повеќе естетски ќе дојдат кај тебе до израз, а за да имаме голема трансформација, неопходно ние, значи, да го направиме сето тоа. Така да, ако се согласувате, значи, да тргнеме, да одиме кај Ице и да видиме што ќе правиме понатаму. Може? Може? Кико? Може? Добро, сега ќе отидеме кај Ице, кај Ивица. Значи, се што треба ќе ви каже, реков ќе ве контролира, и се надевам дека следниот пат кога ќе се видиме, значи ќе имаме минус на вагата и поголема насмевка и поголема причина да отидеме да ги направиме забите. Може? Ајде, пакувајте се. Го одбравме Ивица Јанев, балканскиот бодибилдинг шампион и личен тренер, заради неговата посветеност, стручност и резултати кои ги има кај своите клиенти. Неговата онлайн програма се состои од изработка на план за исхрана и план за вежбање, и секој клиент е индивидуално третиран, со максимална посветеност. Ако го ја слушна приказната на Тијана и на Кико, тој со цело срце и знаење прифати да им помогне за да имаат подобра иднина. Кико повеќе да не биде исмејован на училиште, а неговата мајка да добие изглед каков што заслужува. Ице, јас им кажав за кого станува збор, им кажав, нели, дека ќе дојдеме кај тебе, затоа што откако го снимивме целото интервју, свативме дека, нели, освен тоа што кај мама Тијана имаме проблем со забите, генерално имаме проблем со вишокот на килограми. Мислам дека тоа е првенственото нешто што треба да го решиме, за да имаме подобро здравје, а кај Тијана да имаме потоа, нели, трансформација каква што треба. Само им објаснив дека не си страшен и дека не си опасен. Добро. И дека, нели, со целиот твој минат труд, со сите твои резултати кои што ги имаш во позадина, значи и твои лични и на луѓето кои што веќе намалиле килограми, имаат и подобро здравје, значи дека ќе очекуваме резултати од нив, меѓутоа се зависи првенствено од нив. Така да, така. Имаме првично интервју како што го прави Ивица со сите своји клиенти кои што доаѓаат. Па вака, најпрво ќе ви објаснам се како се одвива, пред тоа да ви речам добре дојде уште еднаш. Значи, килограмите пред се представуваат проблем не само во страна на како изгледаме, туку пред се и внатрешно здравје. Значи, изгледот е битен, не дека не е битен, но пред се е битно нашето здравје. Бидејќи доколку здравјето го немаме, изгледот е џабе. Битно е да живееме квалитетно и долговечно. Значи, затоа стартуваме пред се акцент на здравјето, а потоа акцент на изгледот, нели? Во таа насока, значи, исто ќе бидете третирани двајцата индивидуално, со тоа што јас ќе контактирам и со него индивидуално, но и со вас индивидуално. А покрај тоа, со вас ќе контактирам за некои работи за него. Значи, добро е што доаѓате во пакет, бидејќи ќе се поддржавате еден со друг. Тоест, ти ќе надгледуваш над него, а тој ќе те клевети кај мене. Значи, ќе ми пишеш, абе мама вака прави, абе мама така прави. И така едноставно ќе видиме кој како е што е. Тоа мора така да биде, бидејќи доколку не се поддржавате едни со други, нема да стигнеме до резултати. Така. Како увертира уште малку да ви кажам, дека 80% од моите клиенти успеваат, резултатите се видливи уште во првата седмица. За 2 недели треба да видиме, значи, прогрес, убав проглед и да имаме големи насмевки. Тоа е над 80% достигнато со сите мои клиенти до сега. Моментално, во овој период пред Нова година, последниот месец и сега, после Нова година во јануари, таа бројка е над 90%.
Значи над 90%. Значи, резиме, простор за неуспех нема. Се слушаме? Значи простор за неуспех не постои. Бидејќи ако од 10 души 9 успеале, можете и вие да успеете. Не постои ништо што може да ве сопре. Јас сум овде за вас, ќе контактираме на дневна база, диетата е тука, исхраната е тука, не е нешто комплицирано, не станува збор за измислување на топла вода, значи едноставни состојки што ги користите во вашето секојдневие. Од друга страна, физичката активност не е нешто неостварливо, се што ќе ви помогне да се чувствувате или да функционирате подобро во вашето секојдневие. Со други зборови, врзувањето на патиките да биде полесно. Да, да, тоа важи за двајцата. Значи, секое секојдневие, доколку се соочиме со било каква препрека, да се качиме на 10 спрата, нема лифт, да не представува проблем. После уводот, Ивица веднаш праша што јадат. У еден период најдов утеха у хараната, знаете, она некојаш ќе речеш утеха ми е. Не обожавам да јадам чипсови и такви работи, смуки, значи тоа и на работа не го јадам сега кај што одам. Јадам повеќе да сум јаболко, банана, мандарина, портокал. Да, здравје Боже, финансиската состојба малку да ми се става година, значи имам план да си купам нутрибулет, значи желба ми е да го имам за да можам дома да правам шејкови, нели? И истото тоа највише сакав да го купам и нутрибулетот за него, значи за да можам него да го узмене како пакет, како што кажете, и да го усочам, да пиеме заедно. Во таа насока, бидејќи тие работи што ги спомна се окей, но тие не се добри за тебе. Значи сето тоа што го спомна како банани, јаболка, мандарини, портокали, тоа не спаѓа во исхраната за тебе. Тоа само, значи сега во делокругот на ова што ќе го работиме заедно, ќе те научиме воедно што е добро за тебе. Бидејќи тоа сега досега што го знаеш ти, тоа ти е copy-paste, тоа би рекли, или од некаде си слушнала, си видела, па мисли дека е добро за тебе. Тоа на старт 100% не е добро за тебе. Готово. Дискусија завршена. Шеќери, хидрати, нема потреба. Во насока на тренизите ќе те насочам што и како треба да правиш. Одењето, пешачењето може да биде добро за тебе, а може би да биде и ништо. Бидејќи не си во соодветната зона. Доколку ти само се движиш, а тоа не е на повисоки интервали што се потребни за тебе, базирано на твоето срцево мерување, не работиш ништо. Доколку ги качува скалите, а не е со соодветен отпор, значи пак не правиме ништо. Значи јас ќе те научам баш како треба да се прави. Со таа насока, значи твојата активност да донесе до резултат. Значи 10% од твојата килажа месецов треба да намалиме. Да не сме толку ригорозни, од твојата килажа ќе одиме на опција 7%. Тоа е веќе остварливо 100% од сите мои клиенти. Значи, ако пример, за лесно за пресметување, ако сме 100 кг, ќе намалиме 7 месецов. Наредниот месец одиме на опција 5%. Значи 5 кг. Значи тоа е минимум што мораш ти да оствариш. Исто се однесува и за него. За него ќе биде дури полесно. Но истите проценти, да, истите проценти ќе важат и за двајцата. Овие бројки се остварливи од секој мој клиент до сега. Освен од клиентите од тие 10% или 20% во најлош случај што воопшто не се замараат. Тие не продолжуваат после првиот месец. Ниту па јас сакам да продолжам со нив, бидејќи џабе ќе му ги взимам финансиските средства. Така, сега она што сигурно прво треба да се направи, да направиме мерење, така, за да направиме што и како и да ја започнеме програмата. Може? Ајде. Целата постапка всушност се индивидуалните интервјуа со Тијана и Кристијан, кои ќе му помогнат на Ивица точно да определи која храна треба да ја консумираат, колку треба да консумираат и како да вежбаат, и тоа да биде дома. Тијана му одговараше на прашањата во однос на незината психофизичка состојба, исхрана и дневни активности. Секако она што е многу важно е како функционираат хормоните сега заради оперативниот зафат. Тијана ги посочи лекарствата кои ги пие, а потврди и дека тироидната жлезда нормално функционира. Еуториксот е за тироидната. Ма тоа еуториксот е за тироидната, таа е окей, само превентивната, така? Да. Да, таа е окей. Значи, у последното испитување хормонот за тироидната, што лачат и двата ми беа, значи во нормална функција. Ама докторката ендокринолог ме рече дека ќе продолжиме во наредниве 6 месеци уште да го пиеме, па ќе видиме за наредното испитување. Добро, вие лекарите значи се со насока да ти помогнат да не ставаш екстра килаж. Следуваше мерење на вага.
килограми. Тијана е висока 165 сантиметри, а со оваа тежина од 100 килограми требаше да се утврди BMI, кој ќе укаже на тоа колку Тијана е над идеалната тежина, а и ќе се покаже процентот на маснотии. 41,9% со 36,6% BMI. Задолжително е мерењето на крвниот притисок и работата на срцето. Значи, кај притисокот бараме 120 со 80 и ќе видиме срцевомирување. Според вашата возраст, јас сум една година само помалку од вас, споредбено, значи треба да бидете ништо повеќе од 70. Супер. Срцето не е лошо. И после се во ова. Ивица постави прашање. Што мисли, колку треба да намалите вие? 20 на килограм. Малку повеќе, 30. Тоа ти е, значи најниско што можеш да видиш, што би требало, највисоко што би требало да видиш е 69,6, 70 кг. За во нормални услови. Не збориме за да изгледаш предобро, туку нормално изгледаш 70 кг. Значи од 65 до 70 кг за нормален изглед. Значи станува збор за намалување од 30 кг. Минус 30 кг. Резултатите кај Тијана се навистина загрижувачки. Поставената цел е предизвик, а крајниот резултат – подобро здравје е најдобрата мотивација. Но дали ќе успее? Е прашање на кое треба да добиеме одговор за некое време. Следуваше моментот за вистината за Кристијан, кој има 13 години. Висок е 157 сантиметри, а тежината е 90,5. Палците возгоре и стисне малце. Прави лактите. Старт. Сега треба да се измери BMI. Според табелата, односот на тежината и висината, ако е нормална тежина, не смее да биде поголем 24,9. Значи имаме многу високи бројки. Значи 42,9% со BMI 37,6%. 42,9% или 43% ти е трета класа гојаза. Над тоа нема друго. Тоа е последна класа. Таа е отворена од 40 па нагоре. Се води до 45, над 45 тоа веќе се третира како болест, не се третира како дебелина. Значи неговото тело внатре се осеќа многу лошо. Сите органи му се завиткани во масти. Функцијата на црниот дроб, функцијата на белите дробови, функцијата на обрезите, функцијата на срцето е оттежната премногу. Со други зборови, ќе биде малку строг сега на зборови, неговата килажа е ваша вина. Неговата состојба е ваша вина. Значи тоа е дете, значи на возраст од 13 години до 14 години е дете и не самиот тој не е склон да носи правилни одлуки. Одлуките се на родителот. Родителот одлучува на каква состојба ќе биде детето до таа 14 година. Тој сега го формира својот карактер. Што рекол и Фројд. Значи тој е одраз на родителот сега. Значи се што се случува околу него е како резултат на вас. Дали ќе биде добро дете или лошо дете, дете со правиот правец, вистинскиот правец се слика на својот родител. Значи сега затоа вас ве замолувам да му помогнете најмногу. Бидејќи оваа состојба е алармантна. Значи со многу црвени знамења. И многу сум сериозен за ова, бидејќи доколку тој не ја намали неговата килажа сега, ќе биде проблем до крајот на неговиот живот. Не дека тој подоцна не може да ја намали, тој може да ја намали, но ќе биде многу потешко за разлика од сега. Многу потешко. Значи тој ќе му биде проблемите со килажа ќе го следат во текот на целиот живот. Сега е вистински момент каде што може да се дејствува на тоа и тој едноставно да прерасне во нормален човек. Неговите врсници што изгледаат нормално се околу 56 кг. После ова сознание, нашата приказна добива
поинаков тек. Почитувани, семејството Ѓурѓеви од Прилеп живеат во трагични услови со импровизиран тоалет надвор од трошната куќарка. Да сегаш норми срамота е да бидеш сиромавна. Да немаш, да бидеш различен од другите. Многу се срамам. Се срамам затоа што барам, затоа што немам. Мајката македонка, 19-годишниот син и 80-годишната баба вода имаат само во дворот. Живеат во една соба со 2 кревети и мувлосани ѕидови. Се капат во корито, мијат во леген. Струја немаат. Добрите луѓе најавија реновирање на куќата, но упатуваме апел до големите срца. Потребни се врати и прозорци, мебел, покуќнина, електрични апарати, постелнина, теписони, облека. Најтешка ми е потребата за купатило. И за перална и електричната енергија да ми биде средена да можам нормално си продолжам својот живот. Ми се плаче, сетам дека кај мене е различно некако кај другите. За сите кои сакаат да помогнат, пишете ни на Facebook профилот на VIP на еден ден. Затоа што заедно сме посилни.